Ова што го видовте, почитувани, е најава за разговорот кој што ќе следува во продолжение. Тоа е рубриката Трето доба, каде што ви представуваме активни пензионери кои што заминувањето во пензија го чувствуваат како еден нов дел, еден нов почеток од нивниот живот. Нашата Сузе е веќе во аголот за гости, заедно со незината гостинка, господја Зинка Трендовска, која што е поетеса. Добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Благодарам. Гледам на вистина многу книги. Ке имате за што да зборувате, Сузе, го препуштам разговорот на тебе. Благодарам многу, Иренче. Точно така, господјата Зинка Трендовска, активна пензионерка со не многу голем пензионерски стаж, но ова се што гледаме на нашето масиче, а тоа се 15 книги со проза и поезија, се настанати токму во овие активни пензионерски години, така нели, секоја чест. Ви благодарам што дојдовте ова утро да инспирираме. Благодарам што ме примивте во емисијата, благодарам за моето учество во емисијата, така што ќе ми биде задоволство и да го направиме овој разговор во врска со лицето од Трето доба. Одлично. И поздравуваме и ги повикуваме да останат со нас во следните 20 на минути сите оние кои што можеби на моменти во овој стадиум од животот се почувствувале бескорисни, некогаш запоставени, некогаш денот не поминува или пак сите денови се исти, но вие за среќа немавте таква можност, затоа што се фрливте на работа. По професија бевте економист, така нели? Дипломиран економист сум. Дипломиран Иначе, економист. цел живот се бавам со читање, со пишување, меѓутоа интензивно, односно активно тоа го почнав, кога веќе имав доволно слободно време да се посветам себе си. Так, тоа го имам слушнато од многу активни пензионери како вас, кои што велеле едва чекав да се пензионирам, конечно да почнам да работам она што сакам. Едноставно, извинете ме прекинав, едноставно си го креираш животот самата и едноставно си го распоредуваш денот по твоите спрема врските што ги имаш и имаш многу голем дел, многу голем простор имаш за слободни активности. Да. Имаме да подариме овде 2 книги проза и една поезија за љубителите на книгата, но тоа ќе го направиме подоцна, пред крајот на разговорот. Прво да влеземе во темата. Од каде пишувањето? Кога ви се случи пишувањето? Јас од многу одамна пишувам. Се сеќавам дека во 4-то одделение, тоа ми беше, да речам, првиот чекор. Имавме во школото, едноставно во литературната секција, имавме некој надпревар да напишеме песнички, едно друго за снегот, за музиката и така натаму. Така што јас од тогаш ја напишав мојата прва песничка и тогаш добив награда во 4-то одделение. Песничката се викаше Снегулки. Можам да ви ја кажам? Може. Снегулки, снегулки, снегулки бели, носат ве крилца млеки, паѓате полека нежно, тивко копердувки меки. Паѓајте, паѓајте силно, носете радост среќа, секој детенце наше, дамно од облак ве чека. Кој одделение бевте? 4-то. Секоја чест. И ми остана во главата таа песна до ден денес. Инспирацијата, предпоставувам, не е само поттикната од нешто што се бара на дадена тема, туку пишувате и кога нема за дадена тема, така? Од што најчесто се инспирирате? Едноставно од секојдневни случаи и настани. Најпрвен, кога почнав да пишувам, тоа што највеќе почнав активно да учествувам, почнав да пишувам, тоа беше, го гледав често мојот татко како пишуваше постојано. Во нашиот дом дојдо телевизија Ирис од Штип да му направат интервју. Иначе, така? Да, јас сум потекло од Штип, во Ново село сум родена. Крстена во црквата Успение на Пресвета Богородица, така што последната манифестација кога беше се договорив со свештениците од црквата, сето тоа што ќе го заработам на манифестацијата дека ќе го подарам на црквата и така и се случи. Така што он постојано пишуваше и постојано зборуваше, беше активен учесник и во револуцијниот, во врска со неговиот револуцијен живот. Јас буквално сакав да го обработам целиот негов живот затоа што тој многу зборуваше и имаше многу што да каже. Прво беше активен учесник во воениот период како младо момче, кој што отишло во Бугарија, па учел технички факултет, средно техничко, па после се преселил сам во Белград, технички факултет учел, после на крај го завршил во Скопје последната година. И задоена сум со оние нивни револуционерни, да речам, идеи, затоа што тоа беше семејство кое што многу се грижеше, се бореше, учествуваше во војната, после војната тој како беше градежен инженер, беше многу активен во изградбата на Скопје, изградбата на новата татковина. Ни објаснуваше како сето тоа го работи, како
кога почнале да градат, кршеле со раце камења, сите оние тешкоти на кои што не идувале, сето тоа ни го објаснуваше на нас и ние бевме задоени во оној дух да ги чуваме традиционалните вредности, традиционалните моралните вредности. Посебно исто во нашата фамилија се почитуваа православните празници, како во овој случај Бадник, Божик и сето тоа. И имаме многу случаи од сите овие настани во семејството кои што се случуваа. Мајка ми беше, мислам, не беше револуционер, затоа тоа беше причината што посебно две книги напишав, една за него, една за нејзе, затоа што него го водам целиот негов живот и револуционерниот пат, а мајка ми потекнува од гранчарско семејство, така што земав да ги истражувам гранчарите во Штип, што ми беше многу интересна тема. Обично кога пишував, почнав да ја пишувам оваа книга, јас ги собрав сите повозрасни луѓе во Ново село, седнавме на еден голем разговор со микрофончиња, со телефончето и сето тоа. И најинтересно беше што секој од нив уживаше да зборува за неговиот живот во војната, што све поминал и што све преживеал. Така бе, со голема жар, со голема љубов тие зборуваа за предвоениот период во војната, како сето тоа го издржале. Постојано многу историски настани вметнуваа во нивните приказни и ужива едноставно им ги отворив долапчињата од нивните животи за да тие ми го раскажат сето она што го поминале, секојдневниот жив сведок. И ги чувам тие аудио снимки од сите нив, така што сите се регистрирани кој што кажал, како кажал и многу беа среќни и задоволни. Прво мисле дека сум новинар. Тоа го правевте пред да се пензионирате? После пензионирање. После пензионирање. Значи вие вистински уживавте во годините кога се пензиониравте. Да. Имаше ли моменти кога го свативте пензионирањето како некое повлекување или како крај на еден активен живот? Знаете што беше интересно? Кога јас се пензионирав, моите пријателки почна да ме прашуваат како си. И мене ми беше чудно тоа прашање. Зошто ме прашуваат? Како се чувствувам, како сум во тој смисол, затоа што сега сум слободна, не имам оние вообичаени обврски, трчање на работа, враќање од работа и така натаму, стресови сето тоа. Јас им кажав дека сум одлично и малку беа зачудени, затоа што едноставно јас самата си го креирав животот. Прво се занимавам со пешачење, дневно пешачам по 1 сат. После тоа одев и на јога едно време. Цел живот со хор се занимавам со хорско пење, уште од 7 години, тоа не можам да го откажам во никој случај, така што јас буквално нема време и нив им беше чудно кој им речам немам време. И се чудат ти што правиш кога цел ден седиш дома, а немаш време. И сето тоа, така што активно учествував во многу, почнав да учествувам во многу поетски манифестации, имаше литературни читања, почнав да добивам награди и сето тоа ми беше ветер во грб, да почнам едноставно да продолжам да пишувам, да не се откажувам и ми причинуваше особено големо задоволство, посебно за книгата, ви велам за татко ми, затоа што Трајко Трендовски, да, тоа е првата книга која ја посветивте на вашиот татко. Да. Кој од она што јас успеав да прочитам бил еден од клучните личности за изградбата на војната болница во 1944 година. Да. Јас се сеќавам, војната болница, старата војна болница беше во автокоманда. Он како градежен инженер во градежно предпријатие Радко Митровиќ ја зема организацијата за изградбата на војната болница, одговорноста за сето тоа. И беше многу активен во врска со тоа. Тоа за него представуваше и голем личен успех и радост кога сето тоа се заврши. И најинтересно е во целата таа работа што беше слободен кога ќе излезевме низ град и он толку беше занесен во она што го сака и она на Штипски воа ја го градеше, седиме на водно, он ја гледа војна болница, го гледа цело Скопје и он објаснува што он градел и што он правел таму. И најинтересно е во целата таа ситуација кога се изгради војната болница, кога сето тоа се заврши, дојде од ЈНА од Белград, генерал Љубичич, баш го има на слика, кој што велеше дека болницата е на народот и треба тие да ја превземат одговорноста на болницата преку Република Србија. И он седи вака, ги гледа сите тие како што ни објаснуваше, ова мора да припадне на народот на Србија и не знам што и вака така. И он се врти и удира од масата, вика, па и нашиот народ е армија. На нашиот народ му треба болница, како може да не му треба? Народот во Македонија е армија, ако вие мислите за армија. Така што човекот се повлече со неговите генерали околу, си замина, си отиде и така заврши сето тоа. И он беше среќен дека ја спаси војна болница и дека таа си останува во земјата и ќе служи на овој народ. Секоја чест нека му е вечна слава.
Има интересни многу приказни од она што вие пред да се сретнеме овде во студиото ми го раскажувавте и кога се договаравме всушност за вашето гостување. Една од тие сакам да ни раскажете нешто за Гоце Делчев. Да, за Гоце Делчев. Имавте чест да слушате приказни од човекот кој бил ученик на Гоце Делчев. Тој е вашиот дедо. Дедо. Да. Тоа беше на татко ми и татко, дедо Мите, кој многу сакаше да раскажува, многу беше напатен, да речам, многу изнемоштен, он живеел, останал сираче, многу мало останал сираче, така што во училиштето во Ново село бил ученик на Гоце Делчев. И тоа он ни го објаснуваше, Гоце, многу беше добар, вака, онака. И он бил сираче, сиромашно детенце, малечко детенце и сето тоа, Гоце Делчев многу бил внимателен со него и многу емотивно го прифатил во ваквата состојба, многу му помагал, го подучувал и сето тоа, и он вика, он ми беше како татко, едноставно, зборуваше со мене, ми беше како татко и он многу зборуваше за него. После тоа, например, кај нас се слушаа во домот многу македонски народни песни. И он ке си седнеше со чоканче, она малечко со ракија, и ке седнеше да пее, и јас го слушам, он ја пее, учиме мајко Карем, и тоа со многу убав глас ја пее, возрастен, стар човек. Толку многу ја сакаше музиката, толку многу го сакаше сето тоа, само што порано почина. А мојата баба беше стамена жена, да речам. Таа живееше 105 години, неговата сопруга, 105 години, она беше комита. И јас, кога ја пишував книгата, ја посетив куќата кај што живееле моите родители. Куќата е срушена, господинот што ја направил новата куќа, новиот собственик на куќата, ме прими многу убаво, разговараше за тоа околу продажбата на куќата, како се случило и така натаму. И тој ми го покажа, ме внесе во куќата и ми покажа еден капиџик, огромен простор кој што се отвара. И јас знаев дека баба ми од таму ги испраќала комитите, кога требало да се оди, затоа што нашиот чардак бил на крајот од Штип. Така го видов тој капиџик, ги видов сите интересни моменти што биле таму, бунарот што бил тука, и затоа има многу песни напишано, затоа што како детенце често таму си играв, бев таму и Ново село ми е посебно во срцето. Одлично. Ние ќе побараме гледачи да ни се вклучат за да подариме некоја книга, додека ги добиеме гледачите, ќе ни кажете, ќе ни изрецитирате ли една ваша песна? Една од првите песни што ги земав. Патишта, ова е една од моите почетоци кога почнав активно да пишувам. Патиштата непроодни, неразгазени ги одам и можам ли да ги изодам? Јас и моите мечти и очекувања. А крајот го нема и подобро да изчекувам. Тога желбите се побројни, ми се плеткаат во размисли, ме следат и ме убедуваат да побрзам во одминување на надојдени новости. Лисијето есенски одамна се изгазени. Нивната сончевина се изгуби додека трагав по непознатото. Ми останаа патиштата да ги изодам. Одлично. Фактички целото тоа го гледам како целиот мој живот, односно понатамошниот живот во пензијата го гледам како еден пат кој што треба да го изодам, а имам поставено многу цели, многу свои собствени задачи и да цели. ги надминете вашите цели, уште многу патишта и земји да посетите. Ваша страст голема и се патувањата, нели? Патувањата, да. Многу патував и малечка беше ќерка ми, со нејзе исто ја носев многу, така што многу патувавме, отидовме група во Израел. И тоа беше прекрасно патување, прекрасно доживување, бевме во Витлеем, бевме на Мртво море, на реката Јордан бевме, каде што го искапиле Исус Христос и сето тоа. Ајде да го поздравиме гледачот кој што не чека на линија, да му кажеме добро утро, Бог се јави, повелете. Добро утро, навистина се јави за многу години. Прво здравје и се поред друго да си дојде што треба. Така, благодарам. Поздрав до вас. Благодарам. Дали сме расположени за проза или за поезија? За проза. За проза. Да. Тогаш ке вас ке ви ја подариме книгата Премрежија. Да. Напишани на еден прекрасен, јасен, разбирлив стил, која што верувам дека ќе ви се допадне многу. Верувам и јас. Така. Устеднач, ви благодарам, ве поздравувам и посакувам се најубаво и на двете. Ви благодарам многу, секоја чест поздрав од нас двете и од целата екипа ова утро во студиото на Алфа телевизија. Дали имаме уште некој гледач? Во моментов немаме, но ајде еве да ни кажете, се спремаме за една промоција во Белград, така, нели? Белград. Да, тоа е преводот на Копнежот во мугрите, поточно Чежња у Прасkozorju.
дури почнав да се подсетувам и на српски јазик. Од сумата она генерација што учевме српски во основното училиште. Мојата рецензентка е писателка од Нови Сад. Она ја го прифати тој предизвик да ја препее песната, разговаравме многу околу тоа, меѓутоа и беше тешко затоа што она викаше имаш многу кованици. И нејзи беше тешко, например, бесконечност, миговност, мислило, гушкалка. Внука ми што вика, ти си ми гушкалка, јас сум ти гушкалка на тебе. И сето тоа така што не си беа тешки некои зборови македонски што едноставно сама ги пишуваш, ги измислуваш, јас не пишував мисла, него мислило, едноставно така ми доаѓаш. Така. И ја испеавме, ја препеавме песната заеднички со многу размислување за секој збор, за секој текст и сето тоа. Така што требаше уште пред 2 години, меѓутоа од објективни причини не можеше, се одложи сето тоа и сега ќе биде во текот на месец март, мислам. Одлично, со среќа да биде. Ајде да го поздравиме и следниот гледач. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, кој да се јавува? Катерина Палевска. Драго ми е, Кате, како сме? Здраво, јас сум една од Фридите. Ве поздравувам и двете. Поздрав. Ние те поздравуваме тебе. Браво. Да. Се радувам што не следиш ова утро. Да, малку сум на стината, па затоа сум и дома. Ако биди дома и треба да бидеш добра, па потоа да дојдеш да пееш. Да. Ја поздравувам Зинка. Ја поздравувам. Благодарам. Многу убаво ова што пишува, што еве се да не остане заборавено за нејзините мајка и татко. Така. Да. Кате, дали си за проза или поезија расположена ова утро? А и јас за проза. Проза. Значи Баргала, со Баргала во срцето оди на Катерина Палевска. Да, прекрасно. Прекрасно, ќе ја добиеш книгата на проба со подписот Зинка, се разбира. Браво. Благодарам многу и брзо оздравување посакувам. Секако, ќе се видиме наскоро. Ќе се видиме. Поздрав, пријатно. Ни остана нас уште збирката поезија, но не знам дали ќе имаме време всушност за истата. И немаме време. Тука некаде јас ќе го заокружиме разговорот и многу ќе се заблагодарам Зинка за ова утринско представување. Благодарам што дојдов, еве и тоа сакав да кажам. Сакавме да ги подсетиме сите пензионери колку е убав животот до последниот здив имаме што да правиме, што да создаваме, што да откриваме и што да споделуваме и ќе се радуваме на некој следен наслов, па повторно ќе го дискутираме во нашата емисија. Ми биде драго да дојдам повторно, иначе тоа сакав да им кажам на пензионерите, може да се занимаваат со музика, затоа што тоа е вистински лек за да го поминеш времето. Да. Едноставно во било кој момент нешто да ти брмчи во глава, во ушите, сето тоа ти доаѓа и дури добиваш инспирација за тоа. Јас дури имав напишано и песна за музиката, колку многу ми значи. Да, ќе читаме следен пат. Да, и сакам да кажам дека баш сум среќна, еве сега пеам во хорот Фрида, многу сум задоволна, едноставно како музикотерапија ми доаѓа и едноставно моменти кога го поминуваш времето со музика и дури дома ти се вртат песните во глава, продолжуваш да ги читаш. Целиот живот добива друга боја. Да, и луѓето околу тебе се сите истомисленици, да кажам, на иста бранова должина сме, така што имаме многу бава поминувачка, да речем. Разбирливо. Благодарам многу.